Ви благодарам на дискусијата. Очигледно ние велиме дека сме полнолетна држава, но за многу работи назадуваме. Вие споменавте многу важни работи околу тоа што велите дека немало пример на ревизорска куќа што пропаднала. Мене како новинар исто така ме чудеше што во годината на бум имаше случај на инсайдерско тргување. Практично Маврово се подели на едно полутајно акционерско собрание. Бизнисот го зема Маврово инженеринг, многу луѓе инвестира во првобитната Маврово компанија, имаше кривична пријава, но ниту еднаш, досега ета не е процесуирана веројатно. И тоа покажува дека ние живееме во еден амбиент со години граден на централизирано владење и слаби институции. И вие во вашиот говор и другите учесници споменуваат државата, меѓутоа државата се практично институциите. И ние немаме одделни силни институции, туку имаме една централизирана моќна државна управа, што веројатно дека не е добар амбиент, со оглед на тоа што сите заклучувате дека амбиентот е тој што треба да поттикне инвестиции, да ги донесе инвеститорите и да го раздвижи пазарот на капитал. Моje мислење, како и новинар, дека баш Европската унија и НАТО во оваа насока, значи нашиот пат кон Европска унија и НАТО ќе значи тоа силни институции, развој на демократија, транспарентност, што е еден од главните предуслови за здрав амбиент и веројатно и поголема сигурност на инвеститорите, затоа што парите си го наоѓаат нели патот, меѓутоа секој сака стабилност, известност и сигурност. Јас ви благодарам на овие корисни дискусии. Би повикала, ако имаме време, сега не знам, за пауза да одредени прашања или некој ако сака свој став да каже, па повелете ако има микрофон, така? Да. Нема прашања? Добро, со оглед на тоа што нема прашање, некои дискутантите сакаат да прокоментираат за дискусиите на останатите учесници на панелот, па господин Савов. Значи, не станува збор дали сум јас ЕУ скептик, туку не сум ЕУ и НАТО фанатик. Значи, ЕУ и НАТО не ги решаваат нашите проблеми. Често пати ние се вртиме кон ЕУ и НАТО дека кога ќе влеземе се ќе биде убаво. Ние треба да работиме на самите себе да ги достигнеме тие стандарди. Со самото влегување по автоматизам не ни се решаваат проблемите. Проблемите се решаваат со наша работа кон достигнување на тие стандарди. Само уште еден феномен кој што се случи октомври 2009 година. Требаше да добиеме датум за преговори. Берзата експлодираше. Имаш еуфорија. Знаете ли кои купуваа? Домашните физички лица. Знаете ли кои продаваа? Странските фондови. Со нашиот автоматски влез во ЕУ и НАТО не значи дека берзата ќе експлодира во нагорна линија. За да берзата има нагорна линија, ние мора да воспоставиме стандарди и критериуми и законска рамка. Кога велиме државата, често ги слушаме партиите се обвинуваат дека едната опција испуштила толку вработени, а другата место да прави фабрики, прави споменици. Ниту државата прави фабрики, ниту државата испушта работници. Државата прави амбиент за испуштање или за вработување. Тоа е улогата на државата. Ако улогата на државата се види дека може да интервенира во законот за во оној дел за да нема капитална добивка, ако државата го намали процентот каде што една компанија ќе може да даде јавна понуда за превземање, ако државата ги регулира амбиентите за заштита на инвеститорите, кои што најчесто ние ги велиме дека се странски, но заборавиме да ги кажеме домашните, улогата на државата е во тој правец. И само уште една, генерално се согласувам со дискутантите, освен во еден дел, повторно кај државата, ако пушти државата, ги пушти своите акции на берза. Тоа до некаде е добро, но доколку е само во еден мал процент од таа компанија. Замислете ако ги поделите сите тие акции на сите граѓани. Знаете што ќе се случи? Ќе имаме пад за 50% во првите 5 дена. Луѓето ќе
отидат во наводници на берза да ги продадат своите акции. Телеком примерот беше добар затоа што имаше само 2% од акциите. Се понудија навработените. Се понуди околу 25 и 6 декември. Веќе нема ни голема понуда за на доприватизирање капитал. Но само во првите 5 дена ја познам 20 луѓе од Телеком што ги продадоа своите акции. Но сепак Телеком е добра компанија и имаше понуда, односно имаше побарувачка за тие акции. Но замислете ако вие пуштите една државна компанија да се приватизира или да отиде преку таква емисија, кај што се ќе подели на 1500 полнолетни жители, 1.500.000 полнолетни жители, јас ви гарантирам дека во првите 5 дена акцијата ќе падне за 50%. Просто луѓето ќе отидат да ги продадат своите акции. На некој од нив им треба за живеачка, за најосновни потреби, а ќе нема кој да ги купи. Така да во тој дел јас се согласувам дека можеби е добро, да речеме, одделем 5% да отидат на берза, но не 50%. Но не на сите граѓани. Словенија тоа го реши на поинаков начин. Има институции кои што управуваат со државните претпријатија. Но ако повторно ги поделите акциите на индивидуалните инвеститори, ќе биде крах. На 5-1. Толку тоа ми беше. Благодарам. Значи, ако нема прашања, тогаш ќе го завршиме овој панел и ве поканувам на пауза, па веројатно после ручак. Благодарам.